Кривопаланечките представници во регионалното фудбалско надпреварување меѓуопштинска лига викендов по четврти пат излегоа на тревникот да ја бранат својата, но и честа наградот. За оние кои што не ја следат оваа конкуренција од самиот почеток, според досега прикажаното, два од нашите три тима целат кон највисок пласман. Тоа го потврди и резултатите по одигрувањето на последните средби во неделата на 11 ноември. Предполдневниот термин на градското фудбалско игралиште беше резервиран за уште едно кривопаланечко дерби. Крсти екипите на Руен и Осогово, со што ја заокружија првата рунда градски соочувања. Триумфираа фудбалерите на Руен со 2-1, остварувајќи ја третата победа од 4 обиди, рано истакнувајќи ја кандидатурата за насловот во надпреварувањето. Осогово има меч помалку, но се уште е без победа, со еден нерешен и 2 загубени надпревара. Како што се очекуваше, и овој двобој понуди интересна борба, фудбалска представа за која се потврди дека во нашата општина има публика. Стотина гледачи можеа да уживаат во надигрувањето на двата поискусни кривопаланечки состава, со оглед на фактот дека третиот го сочинуваат фудбалските надежи од школата на премиер. Неизвестност, но само резултатска имаше првиот дел од пресметката, кој заврши со по еден гол во двете мрежи. Сепак во вториот дел, кога и двете екипи кубураа со кондиција, поконцентрирани беа играчите на Руен. Па откако од една од неколкуте шанси постигнаа водечки гол, прашањето на победникот беше решено. Неколку повреди ги принудија на непланирани измени во составот фудбалерите на Осогово, пошто до крајот не успеа вистински да се заканат и да се вратат во мечот. Уште повеќе може да бидат задоволни што поразот не беше резултатски поизразен. Од друга страна, вистинско задоволство беше да се гледа вториот дуел, во кој искусните гости од тимот на Кратово капитулираа пред полетноста на младите фудбалери на премиер. И овде поразениот може да е среќен со конечниот резултат 3-1, бидејќи нашите фудбалски надежи можеа да постигнат барем тројно повеќе голови. Разликата во квалитет беше евидентна, гостите ниту физички, ниту технички не можеа да им парираат на кривопаланчани, кои на крајот ја забележаа втората победа во меѓуопштинската лига, имаат и 2 неуспеха. Само малото опуштање и сопствените грешки се причина за почесниот гол на неубедливите кратовци. Во дербито на овој град пак, која ја заокружи рундата, Силкрат минимално го совлада Силтекс со 1-0 и со максимален ефект остана на првата позиција во поредокот. Следното петто коло поред носи 3 меѓуградски средби на кривопаланечките и кратовските екипи. Најинтересна секако ќе биде борбата за врвот, во која на Мегдан ќе излезат досега непоразениот Силкрат и нашата екипа Осогово, која да потсетиме има само еден неуспех досега. Покрај нив, премиер ќе се сретне со Силтекс, а Руен ќе го брка првиот триумф против составот на Кратово. За најновите возбудувања и резултати од фудбалската меѓуопштинска лига следете ја програмата на Златен канал.